Еве назад во терминот од 15 часот и 25 минути. Темата на која што разговараме во овој термин е општеството низ призма на еден филм на Сергеј Георгиев. Млад режисер. Сергеј, добре дојде во студиото. Добро е, најдов. Фала. Неодамна филмот, кој што е во трајање од околу 20 на минути, беше прикажан во два наврати, едно по друго во кинотека, и тоа во полна сала во која што после и првата и втората проекција се слушаше еден така гласен аплауз, што значи дека на публиката добро и паднал филмот. Но иако нема да го откриваме целиот филм овде во студиото, сепак Сергеј третира, односно голицка со една тема која што се уште е активна за жал во Македонија. А јас не сум филмски критичар, па затоа како ти би им го опишал филмот, јас не сум игор на оние кои што го немаат гледано. Воопшто не сакам да одговарам на ова прашање, за кога сме веќе тука. Филмот третира за мене тема на идентитет и би го опишал како еден филм во кој што следиме група од четворица млади скопјани кои што прават некаква одмазда, која што е базирана на нивните верувања за својот и туѓиот идентитет. Во некои од тие случувања, главниот лик во филмот, Игор, се налетува на една информација која што е многу пострашна од пиштолот со кој што тој се заканува. Накратко така го објаснувам филмот. Да. Ова е Сергеј прв твој филм или помеѓу оние младенчиња од идеи кои што ги имаш? Прв филм кој што е спонзориран од агенцијата за филм. Претходно имам работено на некои други кратки филмови, тоа се тие се некои работи што ги имам работено како студент и не се баш за покажување. Па можеби зошто да не? Можеби на јавноста ќе и се допадне. Можеби не. Она што ме интересира дополнително е дали актерската екипа се професионални актери или релативно се познати во јавноста, не многу, меѓутоа барем мој личен впечаток е дека секој од нив улогата ја носи со својата тежина, што е за поздрав. Фала, да, и јас се слагам. Професионалци се со тоа што само двајца од тие актери се уште немаат завршено факултет, значи сега се четврта година на ФДУ, така да баш мислам дека овој месец треба да дипломираат. Другите сите се професионални актери. Прилика да се споменат имињата на актерите? Да, окей, од кај да почнам? Од постарата гарда на актери, Елеса Касо, Драган Довлев, Марија Новкова, а од помладите Мартин Минговски, Томислав, лемо го заборив презимето се од трема. Томислав Давидовски, Чедомир Митевски и Стефан Спасов, главниот лик. Ете, за оние што не гледаат, им ги слушна имињата, се уверен сум дека ќе им ги слушаат и понатаму со тоа како се развива филмската култура во Македонија, што е за поздрав. Ако претходно сме немале многу филмови, сега имаме така некоја малку повеќе продукција, без разлика како е таа поддржана или не поддржана, сепак филмската индустрија во Македонија бележи барем малку поголем рейтинг. Напредок. Можеби. Да. Колку време беше потребно од идејата која што Сергеј ја имал за филмот до реализација на филмот? Колку време го работиш? Од идејата беше многу, нереално многу за еден краток филм од 20 минути. Мислам дека околу 2,5-3 години. Затоа што од идејата, сценарио, па апликација за сценарио, па да ги добиеме средствата за филмот, па да почнеме со снимање, целиот тој процес, значи само да почнеме со снимање траеше околу 2 години, а од кога го снимевме филмот во октомври до сега до мај, колку е со тоа месец, јуни, колку е со тоа месец не знам точно, беше целата продукција од снимање до постпродукција. Една од темите која што се третира во филмот, или барем еден од аспектите кои што се третира во филмот, е
повеќе би рекол, можеби грешам, меѓутоа како впечаток психолошкиот аспект на националноста и чувството за припадност некаде, а тоа бидејќи го врзуваме со актуелните случувања во нашево општество, тоа кој јас сум од една националност и сум во друштво со каде што мнозинството е, односно сите се од друга националност или обратно, зборуваме за македонци, албанци, тема која што и јас верувам дека и во 21 век, во 2019 година, во постмодерната, воопшто не треба да представува проблем, меѓутоа ја третираш. Ја третирам темата на националност, бидејќи мене ме интересира всушност нешто малку подлабоко, ме интересира човечки идентитет. И што кога ќе сватиме, ако воопшто некогаш дојдеме до тоа сваќање, дека идентитетот нешто што се стекнува во животот, а не е нешто што сум. И не е нешто што можеш да го избереш. Не, па и меѓу другото и тоа, да, можеби. Не сум размислил дали може да се избере или не. Најверојатно не. Како и да е, националност е само една од многуте од наши столбови на идентитет. Тоа може да е и пол, возраст, боја на кожа, сексуална определба итн. Митоа, бидејќи во нашето општество мислам дека националност е некако како најјака, најмокна тема, сама по себе произлезе, дури немаш ни јас простор да изберам, сама по себе излезе на површина. Можеби ако бев во Америка, ќе беше тема на белци и црнци, а не албанци и македонци. Може ако бев во некое друго место ќе беше религија. Всушност има делно и тука, меѓутоа не ме интересираше толку многу националност, колку што ме интересираше идентитет и како тоа ние секогаш се пронаоѓаме, имаме чувство на припадност во одредена група и секогаш постојат другите. Тоа може да се и другиот клас, другата населба, другото мало, другиот град, другата држава, другата националност, другата планета. Ама секогаш постојат другите, кои што најчесто не представуваат закана на нашиот идентитет. Сега ако филмот рековме дека, како што самиот посочи, третира некои од столбовите кои што го определуваат идентитетот на еден човек, а при тоа јас зборував само од аспект на националноста како кревка тема во нашево општество, има уште една работа која што се истакнува во филмот, а тоа е сето тоа преточено во навивачки групи. Навивачките групи не само во Македонија, секаде во светот се групи кои што низ таа една фаза на адреналин може да направи одреден потежок напад. Тука актерите и нивните животи се соочуваат токму со тоа. Како го обмисли, како го доживуваш? Па се почна од некои прашања што си ги имав поставено сам себе и некои реализации што ги имав и потоа едно од другите прашања што ги постави беше дали е возможно некој човек што е тотално различен од мене, некоја буквална спротивност, да доживее иста реализација или да има иста реализација без да си ги постави истите прашања, бидејќи сигурно би си ги поставил истите прашања кој е различен од мене и бидејќи имав израснато со некои вакви луѓе, некако спонтано се деси да ми бидат баш она што ми е потребно во филмот, а тоа е дефиниција за некој што многу цврсто се држи за својот група идентитет и има одбивност према другиот идентитет. Од тука ми се наметнува едно друго прашање. Иако е релативно малку време поминато од премиерата до сега кога ние седиме овде во студиото, верувам дека го погледнале луѓето. Дали има било какви реперкусии за темата која што се третира внатре или се тече без никакви проблеми? До сега не се случило ништо, не. Да. А бидејќи се уште зборувам за тоа општество кое што
не е навикнато да ја прифати, барем да го прифати групниот идентитет на друга група различна и особено при навивачките групи. Не се во моментот кога се снимаше филмот, на одредени портали се појави фотографија од главниот актер во филмот Игор, која што сцена сте ја снимале во насред бел ден. Игор е голо момче кое што оди во еден од парковите во градот Скопје и одредени портали успеа од тоа да истераат некаква своја пропаганда. Како го објаснуваш тој феномен? Беше запрепастен од реакциите или? Па прво за среќа морам да им се заблагодарам на колегите, го држеа тоа од мене во тајност се додека не заврши снимањето. За да не ми одвлече внимание, ниту на мене, ниту на главниот лик не ни кажа и многу добро изреагира, веднаш се јавија или проширија по нивните пријатели по социјалните мрежи дека треба да се пријави ова како недоличен статус, фотографија или што и да е. Така да фала им за тоа. А како беше мојата реакција? Па едноставно само се насмеав бидејќи она беше као нешто што е одма испреверзирано во политички некаков став и беше само смешно и немав никаква реакција. Назад само беше непријатно за главниот лик бидејќи таа сцена сакавме да снимаме ние наутро многу рано од Сабајле. Меѓутоа кога нема раздвижено, мислам тоа е така и треба да делува во филмот. Меѓутоа бидејќи беше невозможно од различни аспекти, сега да не ги набројувам продукцијските причини зошто беше невозможно, моравме да снимиме по поручек кој што изгледа како да е од Сабајле и нормално имаше луѓе кои што беа погодени од тоа да гол човек се шета, меѓутоа преземавме се што можеме за да во паркот нема други луѓе, нема деца, нема никој, па само луѓето што живеа во таа населба од зградите, од горе тераса, од прозор видоа и не им се допадна тоа што видоа, меѓутоа сега тоа е тоа. Да, некој кој што направил фотографии ги споделил кон одредени центри кои што имаат можност за било каква агенда, дефинитивно го злоупотребија моментот. Игор. Јас не сум Игор. Сергеј, се извинувам, јас мислам дека на гледачите им дадовме доволно повод да се заинтересираат за самиот филм. Јас не сум Игор, рековме дека нема да го откриваме целиот филм. Меѓутоа, што после овој филм? Кои се новите проекции, новите идеи? Па има повеќе проекти, меѓутоа некои што се како лично мој од овој аспект се уште во нека многу рана форма, се уште во сценарио, така да има време. Да, а те изненадува ли успехот, например, на Ханиленд, кој што е еден од поуспешните филмови направени во Македонија? И да и не, затоа што сите тие луѓе што работат филмот ми се блиски колеги, од кои што едниот ми е најдобар другар. Импресиите со кои што они зборува за филмот додека се снимаше и сите работи што ми кажува, мене ми звучеше на феноменален филм. И потанатаму се што случуваше беше помалку очекувано, помалку и дали стварно се случува ова. За среќа, еве, младите автори во Македонија имаат филмови кои што добиваат награди по фестивалите надвор од овде. Такви беа случаите, ајде да не ги набројувам, да не се почувствува некој навреден од тоа што нема да му го памтам филмот, меѓутоа генералниот заклучок е дека имаме идеи, имаме продукција, имаме луѓе кои што знаат каква што срочуваат како филмска содржина и тоа некаде е препознаено. Во тој аспект, колку младите или еве твоите колеги добиваат поддршка од оние кои што треба да ја добиваат, финансиска и логистичка? Добиваат вајда колку што е во можност на Македонија и на Филмскиот фонд да излезе во пресрет. Да, кратко и едноставно. Бидејќи знам дека сите тие луѓе даваат се од себе, а сепак не успеваме да ги задоволиме, да го задоволиме гладот на сите режисери и филмски работници.
така да се надевам дека ќе се случи нека убава промена, меѓутоа надевање не е доволно, треба да се бориме за истото. Да. Сергеј, јас ти благодарам што одвои време за гостување во студиото. Секако ти посакувам многу успех, ти посакувам и некоја од твоите следни идеи исто така да заврши во некој од оние столбови на признание на филмските фестивали, не само во светот, зошто да не тоа да биде и во Македонија, да знаеме што е она што вреди така. Фала ти многу. Да. Фала на покана. Ние почитувани овде правиме една кратка пауза и во студиото се враќаат Јана Јосифовска и Дејана Доновиќ, ќе ги анализираат случувањата од светот.